Над 15.000 пастрамајли само сношти беа изедени во Штип. Ова е правичната бројка, но според организаторите бројот е уште поголем, ако се земе во предвид фактот дека специјалитетот, освен на штандовите, можеше да се вкуси во рестораните. Штипските мајстори конечно победија во битката и докажаа дека штипската е повкусна од светениколската, радовишката или велешката. Значи, штипската пастрамајлија е најдобрата пастрамајлија и ние како град овој специјалитет го имаме брендирано. Препознатливи сме секаде во светот. Има сомуни, радовишки, има кратовски, има, меѓутоа, то сигурно нема, мислам, нигена ни за мене нема, сигурно. Штипската најдобра. Најдобра. Без лице, затоа што се прави 50 години назад. 50 години. Сите се други пастрамали после штипската. Годинава манифестацијата доби нов концепт. Откако култната едносмерна стана шеталиште, општината реши 30-тината штандови да ги постави токму овде во срцето на градот. За посетителите локацијата е одлична, бидејќи освен угостителите, ќе ќарат и трговците. Од економски аспект гледано голем профит на трговците затоа што има голема посетеност од целиот регион, па и пошироко, и мислам дека тоа се убави моменти да напреднува економијата за општина Штип. Преубаво. Како нов град да сме, да ти кажам најискрено. Јас се радувам. А мислам за сите е добро. Со новата реконструкција на улицата и направено како шеталиште, мислам дека е направено добар потек од страна на градот. Инфлацијата не успеа да ја зголеми цената или да го намали квалитетот. Познатиот штипски специјалитет чини 200 денари, а составот е унифициран – 200 грама тесто и 250 грама месо. Според правичните проценки, само сношти пастрамалијадата ја посетиле над 25.000 граѓани. За вечерва се очекува уште поголема масовност на гости, како од државата, така и од странство.